местото каде најмногу просперираат ќерки и синови и сопруги на функционери, Академијата за суди и јавни обвинители повторно сред скандал. Од 130 места за идни суди и обвинители, слободни се само 30, бидејќи останатите се поделени во коалицијски договор помеѓу партиите, обвинува опозицијата. 25 места се на ДУИ, 20 за Алијанса, 45 на СДСМ и 10 за помалите коалициони партнери, пишува на Facebook пратеникот Антонио Милошовски, повикувај се на изворот Академијата. Овој пат властодржците го олеснија приемот во Академијата со писмено полагање и тоа преку законски измени што се веќе доставени до владата. Лидерот на најголемата опозицијска партија Мицкоски смета дека ова е обид на владата во заминување да протне кандидати кои ќе им служат во некое идно време. Од вкупно 130 идни суди и обвинители според изворот од Академијата за суди и јавни обвинители, на Академијата ќе бидат запишани 25 од листата утврдена од страна на ДУИ, 25 од листата на Алијанса, 45 од листата на СДСМ и 10 од помалите коалициони партнери. Останатите 30 суди и обвинители ќе бидат избрани од најдобрите меѓу преостанатите 200 пријавени кандидати. Правосудството одамна го допре дното, судејќи по критиките на меѓународната заедница и довербата од 2%, што е на ниво на статистичка грешка. Но премиерот Ковачевски за писменото полагање во Академијата и обвинувањата дека предизборно се селектираат кандидати, медиумите ги препрати на друга адреса во Академијата. Тоа ќе ви кажат директорката на Академијата и министерот за правда. Оттаму пак со денови молчат. Директорката Наташа Дамјановска Габер неколку дена како да е пропадната во земја и не одговара на прашањата во врска со техничкиот проблем за електронско полагање, кој ќе се реши со писмен тест. За неа доволна е јавноста да биде информирана само преку веб страната на Академијата. Токму Габер во месец март тврдеше дека електронското полагање дава сигурност за независен избор на кандидатите. Мене малку ме зачудува, морам да ви кажам, кога велат најдени се тестови вамо или онаму. Како можете да најдете тест за прашања кои што се илјадници и е базен на прашања кои што у моментот кога кандидатот седнува на компјутерот и ја укуцува, ја внесува својата шифра, му вади алгоритамот, значи врти и работи и вади конкретна комбинација на прашања кои што ни еден друг ја нема кандидат, бидејќи тоа е машина, не саќате црпи и врти. Дека алгоритмите дозволуваат да бидат манипулирани, така бидејќи тие зависат од луѓе. Не, вака да ви кажам една работа, можеби јавноста не ја знае, ама комисиите до сега што работеле ја знаат и самите кандидати што до сега полагали за 7-та и за 8-та генерација. Летоска власта се пофали дека Европската комисија аплаудира за последните законски измени за Академијата во однос на поригорозните критериуми за упис. Не помина неколку месеци и аплаузот е бадијала, со оглед на тоа што новите измени носат полесен пат за упис во Академијата. Власта навреме не набавила софтвер за полагање на испити во државните институции, па според неа хартиените тестови се вистинско решение. Оваа Академија од нејзиното формирање во 2006 е под постојан удар на критики, а во последниве години важи за царство на непотизам и расадник на суди и обвинители, од кои повеќе од половината се деца на функционери.